Премиере, може? Премиере, јас ја познавам вашата одмаздолюбива нарав, знам дека сте поодмаздолюбив дури од Груевски. Сега ќе ви го увертирам малце за лозунгот на "Ке висите заедно". Тоа е лозунг на шарената револуција, кој што го чкртавме под зидови тогаш кога Џоле Иванов даде аболиција на криминалците. Тогаш ви одговараше тој лозунг, ама сега ќе ме гоните кривично. Повелете, одземете ми го имунитетот, гонете ме кривично за висење заедно, гонете ме кривично за бојкот, нит ви се плашам, нит па мислам дека во иднина ќе ме одвратите од тоа како комуницирам со вас. Сега, моиве наочари, премиере, се зелени, гледате со зелена рачка, не се скапи колку шалчето на Царовска. Меѓутоа, би сакал да ми ги позајмите вашите розови, ако се, бидејќи од одговорот на прашањето јас сватив дека ви им порачавте на граѓаните дека владата нема намера да ги регулира цените на приватните олигарси, собственици на болници, и тие и во иднина ќе плаќаат по 15.000 евра за лечење. Премиере, во ситуација кога над 60.000 граѓани останаа без работа од кризата, во ситуација кога 450.000 луѓе живеат со 2 евра на ден, во ситуација кога 2 недели ви треба да земете бриз за да се истестирате дали ќе оздравите од ковид на државно да се истестирате, во ситуација кога во провинција немате дежурни аптеки да си купите во полициски час, вие да зборувате дека условите се исти во приватни и во јавни болници е срамота. Тоа е непочитување на граѓанството. Во приватните болници не сум чул да има бубешваби, во приватните болници не сум чул да паѓаат фекалии од втори спрат на први спрат, да имам увлосани душеци и ѕидови. Срамота е како ја манипулирате јавност. Немам дополнително прашање, не сум задоволен, а ве охрабрувам кривично да ме гоните и да ми го одземете имунитет.